бидејќи се послуживте со општи формулации за нешто што може да се опише со бројки, визави либерални и социјалдемократски политики. Прво, мора да се разбереме овде дека 89-та година во ова собрание беше укинат законот за здружен труд и се формираше закон за предпријатија. Со тоа Македонија од социјалистички премина во капиталистички систем на уредување. Во однос на вашата констатација за енергетскиот сектор, погрешни ви се констатациите, бидејќи до минатата година, кога јас станав премиер, точно е дека се увезуваат 30% струја до 35%. Сега, ако ви погледнете податоците за овој јануари, се увезуваат 17%, 83% од домашно производство, бидејќи домашното производство е зголемено за 40% во однос на предминатата година. Кога зборуваме за инсталиран капацитет, само минатата година во државата се инсталирани 152 мегавати капацитети за производство на електрична енергија, кое што е еднакво на капацитетите кои што се градени со години, и тоа Козјак, Света Петка и ветерниот парк Богданци, кое што електрична енергија може да снабдува и снабдува 5 градови во Македонија со електрична енергија. Што се однесува до платите, ќе ви кажам само неколку податоци. Во 2012 година просечната плата била 20.000 денари и 900 денари, минималната плата 8.050 денари. Биле потребни 4 просечни плати за покривање на минималната кошничка во години кога нема војна и кога нема инфлација предизвикана од воени действија во најголемата житница во Европа. Во 2013 година просечна плата 21.000 денари, потребни 4 просечни плати, потребни 4 минимални плати за покривање на една потрошувачка кошничка, бидејќи и тогаш е 8.050 денари минималната плата. Денес 34.000 денари просечна плата, минимална плата 18, со тоа што ќе стане над 20.000 денари просечната плата во март, и потребни се 2,4 минимални плати за покривање на потрошувачката кошница во услови на инфлација предизвикана од војна во Украина. Ви благодарам.